Символите, како што се знамето и грбот, се основни обележја на една држава. Денешните држави во регионот имаат свои символи кои најчесто се поврзани со историјата и традицијата. Црна Гора е земја со долга традиција. Сепак, и покрај храброста и бунтовноста на црногорците, кои не дозволиле некои делови од нивната татковина да потпаднат под османлиска власт, за државни символи во Црна Гора може да говориме по создавањето на кнежевството и особено по независноста на државата, која била добиена со решенијата на Берлинскиот конгрес во 1878 година. Тогаш на чело на Црна Гора бил кнезот Никола I. Добивањето на независноста наметнало потреба и од усвојување на државни символи, како што се знаме и грб. Црногорските владетели, владици и двајца кнезови во претходниот период имале своји символи кои најчесто се користеле како државни. Сепак, официјално со уставот од 1905 година, кнежевството Црна Гора има свој грб. Централно место на грбот зазема сребрено-белиот двоглав орел со високо подигнати крилја. Во десната канџа орелот го држал скиптарот, символ на владетелското достоинство. Во левата канџа држал шар, символ на духовната власт. На орелот е поставен барокен црвен штит со златен лав, кој оди свртен на десно со подигната предна шепа. Најверојатно, венецијанското влијание е присутно на овој штит. Грбот е поставен на драперија со црвено-златен плашт, на кој имало кнежевска круна со злато и бисери. Во 1910 година Црна Гора била прогласена за кралство, а Никола станал првиот и единствен црногорски крал. Тоа подразбирало и мала промена на грбот. Па така, на драперијата кнежевската била заменета со кралска круна, а таква круна стоела и над двоглавиот орел. Настаните од Првата светска војна, кога дошло до укинување на црногорската држава, имале влијание и врз символите. Тие едноставно повеќе не се употребувале. Црна Гора и покрај државната традиција не била никаков субјект во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците, подоцна Југославија. Сепак, антифашистичката борба довела до обнова на црногорската држава во рамките на Федеративна Југославија. Затоа повторно се појавила потреба за символи на сега веќе Народна република Црна Гора. Заради идеологијата на новата Југословенска федерација, било исклучено секаква можност од повторно воведување на символите кои ја представувале црногорската монархија. Во 1947 година бил донесен новиот црногорски грб, кој бил дело на познатиот сликар Мило Милутиновиќ. Централно место на грбот заземала капелата на Петар Петровиќ Његош на Ловчен со Јадранското море во позадината. Тоа е обкружено со златен ловоров венец од двете страни, на кој има црвено-сино-бела тробојка, а најгоре црвена звезда петокрака. Со мали измени во 1963 и 1974 година, овој грб на Народна, подоцна Социјалистичка република Црна Гора, во официјална употреба останал се до 1993 година. Распадот на СФР Југославија и создавањето на СР Југославија наметнал потреба од промена на црногорскиот грб. За разлика од претходниот период, новиот грб на Црна Гора содржал елементи од времето кога оваа земја била независно кнежевство и кралство. Официјален грб на Црна Гора станал сребрено-белиот двоглав орел со кралска круна. На орелот има штит во црвена боја, на кој е поставен златно-жолт лав, кој оди со крената предна десна шепа. Орелот на левата канџа има шар, а во десната држи скиптар. Процесот на одвојување на Црна Гора од заедницата со Србија довел и до промена на државниот грб на земјата. Така, во 2004 година, 2 години пред осамостојувањето на Црна Гора, државата добила нов грб, кој и денес се користи како службен символ. Грбот на Црна Гора станал златен двоглав орел со кралска круна и подигнати крилја во полет со шар во левата канџа и скиптар во десната. На орелот е поставен штит со златен лав кој оди на зелена површина, а позадината е темно сина. Како територија и држава која има традиција,
логично е Црнагора да има традиција и во употребата на знамето. Слично како и со грбот, постоеле знамења на црногорски владици и владетели и дружини кои се бореле против османлиските војски. Но, официјалната употреба на знамето е поврзано со државноста. Точно е дека постоеле така наречени крсташ бајрак и алај бајрак, знамења со црвена основа со еден крст на средина. Според некои истражувачи, знамето можело да има и други бои. За време на првиот црногорски кнез Данило, на алај бајракот бил ставен двоглав орел. Сепак, првиот државен акт со кој се регулира црногорското знаме бил Уставот од 1905 година. Во него е опишано државното знаме на Црнагора. Во членот 39 од овој устав било нагласено дека народните бои биле црвена, сина и бела. Затоа не чуди што црногорското знаме може да го сретнеме и црвеното со двоглавиот орел и тробојката со државниот грб. Употребата на ова знаме била со краток рок. По Првата светска војна црногорската држава исчезнала од политичката карта, а со тоа и незините символи. Слично како и грбот, така и знамето на Црнагора се појавува по Втората светска војна, кога оваа земја стана една од сојузните југословенски републики. За разлика од грбот, кај знамето може да кажеме дека било речиси исто со она на кралството Црнагора, секако со одредена измена. Во 1946 година Народна република Црнагора го добила своето знаме. Тоа било тробојка, црвено, сина, бела, со црвена ѕвезда петокрака на средината. Како символ на државата останал се до почетокот на 90-тите години од 20 век, кога биле извршени одредени промени. Тогаш, како знаме, ја имаме истата тробојка, црвено, сина и бела. Петокраката била отстранета од знамето. Ова знаме на Црнагора, како дел од СР Југославија, останало во употреба се до 12 јули 2004 година, кога Црногорското собрание донело решение за усвојување на новото знаме кое се користи и денес. Усвоеното знаме е со црвена боја, обрабено со златно-жолта боја. На средината на знамето се наоѓа грбот на Црнагора. Грбовите во Хрватска имаат долга традиција. За официјална употреба на хрватскиот грб може да се говори дури во 19 век, кога Хабсбуршката монархија, чиј дел била Хрватска, доживеала големи промени. Во средниот век Хрватска имала некаква традиција на грбови или грбовници, меѓутоа кога е во прашање современите символи на хрватската држава, основата може да ја бараме во 19 век. Тогаш Хрватска постоела како некоја автономна област во рамките на Хабсбуршката монархија. Името на таа област било Кралството Хрватска, Славонија и Далмација. Можно интересно е фактот што по Австро-Унгарската погодба од 1867 година и поделбата на Хабсбуршката империја на два дела, на австријски или германски и унгарски дел, Славонија и Хрватска припаднале во унгарскиот дел, додека Далмација останала во германскиот дел на веќе редефинираната држава Австро-Унгарија. Хрватскиот грб во овој период се состоел од грбовите на Далмација, 3 златни лавовски глави на син штит, на Хрватска штит со 25 црвени и бели коцки и на Славонија куна. Далматинскиот грб најчесто го сретнуваме во горната лева страна од грбот, додека на горната десна страна е грбот на Хрватска, а понив на Славонија. Над штитот на кој е хрватскиот грб била ставена круната на унгарскиот крал Свети Стефан, бидејќи Хрватска била дел од Унгарија во тој период. По распаѓањето на Австро-Унгарија и создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците, хрватскиот грб, штитот со 25 црвени и бели коцки, станал дел од грбот на новата држава. Според уставот на кралството на СХС од 1921 година, грбот на Хрватска бил штит со 25 црвени и бели коцки. Подоцна со 6 јануарската диктатура, сите национални обележја биле забранети во тогашна Југославија. Сепак,
Постепено во земјата стегите на диктатурата биле намалени. Хрватските барања за поголема автономија и самостојност во 1940 година довеле до создавање на Бановината Хрватска. Бановината имала и своји символи. Така, грбот на Бановината станал хрватскиот штит. По распадот на Кралството Југославија, односно по априлската војна 1941 година, на територијата на денешна Република Хрватска без Истра, денешна Република Босна и Херцеговина и областа Срем од денешна Република Србија била создадена марионетската држава, независна држава Хрватска. Хрватскиот грб исто така бил штит со 25 бели и црвени коцки. Имено на овој нов хрватски грб во горната лева страна првата коцка била бела или сребрено бела, а после доаѓала црвената коцка. А од над штитот бил ставен усташкиот символ со цел да се покаже кој ја создал таа држава и кој раководи со неа, значи хрватските усташи. Токму ова ќе се покаже како еден сериозен проблем. Зошто? Сите знаеме дека во таа така наречена марионетска држава, независна држава Хрватска беа направени многу злосторства врз нехрватското население, како и врз оние хрвати кои не се согласуваа со начинот на кој што беше раководена независната држава Хрватска. По создавањето на Народна република Хрватска, заради усташкото наследство, хрватскиот грб на почетокот нема да го содржи оној историски штит со 25 црвени и бели коцки, туку првиот грб на Народна република Хрватска повеќе ќе биде идеолошки и нема да се базира на хрватската традиција. Па така од левата страна ќе има маслинова гранка, од десната страна ќе има класје од жито, а на средината ќе биде ставена црвената звезда петокрака како символ на новиот, условно кажано, комунистички режим. Во 1963 година во хрватскиот грб се враќа штитот со црвена коцка во горниот лев агол. Грбот на сега Социјалистичка република Хрватска се состоел од два снопа на жито на левата и на десната страна, кои се спојувале во железна наковална, а во горниот дел стоела црвената звезда петокрака. На средината имало морска ширина, од која се издигнувал историскиот хрватски грб, зад кој имало сонце. Овој грб бил во употреба се до 1990 година, кога како резултат на политичките промени повторно доаѓа и до измена на хрватскиот државен грб. Новата демократски избрана власт во Загреб донела решение за нов државен грб кој всушност бил истиот оној на Бановина Хрватска. Овој грб предизвикал реакции кај хрватските срби кои сметале дека истиот потсетува на државните символи на усташката НДХ. Србите веќе и така биле на пат да кренат вооружен бунт против владата во Загреб која барала и редефинирање на Југославија, но и независност. Наверојатно, сакајки да направи разлика од усташките символи, но и да покаже дека обвинувањата не се точни, на постоечкиот грб на Република Хрватска, поточно над него, е додадена круна на која ги има историските хрватски грбови. Овој грб и денес е службен државен грб на Република Хрватска. Вториот државен символ на Хрватска, знамето, има интересна историја. За прв пат, хрватската тробојка, црвено-бело-сина, се појавува во 1848 година, кога целата Хабсбуршка монархија била опфатена со револуционерни движења и борби. По задушувањето на сите револуционерни движења, во монархијата било забрането и хрватското знаме. Но тоа било за краток временски период. По претворањето на Хабсбуршката држава во двојна монархија, односно во Австро-Унгарија, дошло и до постигнување на еден хрватско-унгарски договор за статусот на Хрватска во рамките на Кралството Унгарија. Тогаш дошло и до регулирање на употребата на хрватското знаме. Тоа било тробојка, црвено-бело-сина,
а на средината на тробојката бил ставен хрватскиот грб, односно грбот на кралството Хрватска, Славонија и Далмација. Покрај ова службено знаме постоело и така наречено граѓанско знаме, кое било само тробојка, без хрватскиот грб. По распаѓањето на австро-унгарската монархија и создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците, односно подоцна кралството Југославија, нема официјална употреба на хрватската тробојка. За прв пат, како официјална тробојка, хрватската тробојка се употребува во 1940 година, односно со создавањето на бановината Хрватска во рамките на кралството Југославија. И тогаш хрватската тробојка е црвена, бела, сина, без никаква апликација на средина на знамето. Една година подоцна, по создавањето на независна држава Хрватска, на средина на тробојката се аплицирал хрватскиот грб, како што кажавме прво во оваа варијанта за време на НДХ ќе биде на хрватскиот штит или шаховницата, како што популарно нарекуваат, првото лево поле во горниот дел ќе биде бел, а на црвениот дел од знамето во горниот лев агол ќе биде ставен усташкиот символ. Така ќе биде се до 1945 година, односно до создавањето на Народна република Хрватска, кога за разлика од хрватскиот историски грб, кој што нема да влезе во како прв грб на Народна република Хрватска, знамето на Народна република Хрватска ќе биде традиционалната веќе прифатена хрватска тробојка, црвено, бело, сина, со тоа што наместо тоа што го имавме во претходниот период, ќе биде ставена црвена звезда петокрака. И така ќе биде се до 1990 година, односно до формирањето на првата демократски избрана хрватска влада, кога црвената звезда петокрака ќе биде тргната од хрватската тробојка, а на незино место ќе биде ставен оној историски хрватски штит со 25 црвени и бели коцки. Слично како и со грбот, ова ново знаме на веќе Република Хрватска, бидејќи социјалистичка е тргната од официјалното име на хрватската држава, нема да биде прифатено од страна на српското малцинство, кој што веќе почнува да прогласува своја автономија, да користи на таа територија српски државни символи, така натаму. И во, да кажеме, како знак на добра волја, да се покаже дека ова Хрватска нема врска со на независна држава Хрватска, наместо штитот се става новиот хрватски грб. Значи штитот со 25 црвени и бели коцки и одозгора онаа круна со 5 историски хрватски грбови. Тоа се случува конкретно 1990 година и ден денес тоа е официјално знаме на хрватската држава, која што ги користи и во меѓународните односи, а го користат и хрватите во Босна и Херцеговина и во диаспората. Во средниот век постоела босанска држава која имала своји символи. Потпаѓањето на Босна и Херцеговина под османлиска власт имало влијание на употребата на символите кои ја одразувале државноста на Босна. Едноставно, се до 1945 година не постоела самостојна или пак автономна босанско-херцеговска држава. Точно е дека во Босна и Херцеговина за време на австро-унгарската окупација, подоцна и анексија, било користено знаме кое се состоело од две бои, црвена во горната и жолта во долната половина. Кога се говори за официјални државни символи на Босна и Херцеговина, нивното создавање и употреба е поврзано со формирањето на современата Босанско-херцеговска држава во 1945 година во рамките на Југословенската федерација. Секако новите символи на Босна и Херцеговина биле во духот на тогашната идеологија, тоест на комунизмот. Креаторите на новиот грб или на новото знаме на Босна и Херцеговина воопшто не ги зеле традициите на локалното население, на муслиманите или денес бошњаците, на србите и на хрватите, што во голема мера и сепак било логично, бидејќи што туку завршила Втората светска војна и се уште биле загреани страстите од војната.
Од тука на 31 декември 1946 година најпрво бил усвоен грбот на Босна и Херцеговина. На левата страна од грбот имаме гранки од Белогорица, додека на десната страна од грбот има гранки од Црногорица, кои што доле се поврзани со сноп. Над гранките е поставена црвена петокрака звезда, додека во средината на грбот се насликани два оџаци, а над нив се отсликува силуетата на градот Јајце. Ова последното е можно логично, бидејќи токму во Јајце на 29 ноември 1943 година била формирана втора Југославија, од која што дел била и Босна и Херцеговина. Слична е и приказната за знамето на Народна република Босна и Херцеговина. Тоа било знаме со црвена боја на кое во левиот горе нагол било аплицирано знамето на Југословенската федерација. Распадот на Југославија и создавањето на независна Босна и Херцеговина наметнала потреба од нови државни символи. Така на 4 мај 1992 година бил усвоен новиот грб на Република Босна и Херцеговина. Грбот бил во облик на штит со сина боја, кој бил поделен со една диагонална бела линија на два дела во кои имало по 3 лилјани со златно-жолта боја. Треба да се забележи дека овој грб бил скоро ист со грбот на династијата Котроманич, поточно кралот Твртко и неговите наследници. Најверојатно, креаторите на овој грб сакале да покажат континуитет на независната Босна и Херцеговина со средновековната босанска држава. Но овој грб имал на територијата на Босна и Херцеговина ограничена употреба. Причината била граѓанската војна, која се водела на етничка основа. Тој, иако меѓународно бил прифатен и признат, не бил прифатен од страна на босанските срби кои создале своја држава, Република Српска. Исто така ретко бил користен и од страна на хрватите во државата кои преферирале да ги користат хрватските символи. Слична е судбината и со новото знаме на Република Босна и Херцеговина. На истиот ден, кога бил усвоен грбот на државата, било прифатено и новото знаме на Босна и Херцеговина. Знамето било со бела боја, со грбот на БиХ на средината. Ова знаме било истакнато пред Обединетите нации, но дома ја имало судбината на грбот. По завршувањето на граѓанската војна во Босна, по потпишувањето на мировниот договор во Париз, кој се базирал на Дејтонскиот договор, се пристапило кон усвојување на нови символи на Босна и Херцеговина, кои би биле прифатени за сите три етникуми кои што ја населуваат државата. Така, на 4 февруари 1998 година било усвоено новото знаме на Босна и Херцеговина, што е специфично бидејќи овој пат првпат се усвојува знамето, а дури потоа грбот. Знамето на Босна и Херцеговина е во сина боја, на средината од знамето, од центарот кон десната страна е поставен жолт триаголник, а лево од триаголникот се поставени 9 петокраки бели звезди. Дури по 3 години, на 3 август 2001 година, е усвоен и новиот грб на Босна и Херцеговина, кој што е во сино-жолта боја. На левата, сината страна од грбот, се поставени бели петокраки звезди. Кога е во прашање употребата на символите во Босна и Херцеговина, треба да се забележи дека во земјата постојат и кантонални знамиња и грбови кои се употребуваат во рамките на Федерацијата Босна и Херцеговина, додека територијата на Република Српска се употребува српското народно знаме и грбот на тој босанско-херцеговски ентитет. А истото се однесува и за териториите од Босна и Херцеговина кои што ги населуваат хрватите, кои што продолжуваат да ги користат символите на државата Хрватска. Република Косово е најмладата држава во регионот. Косово беше дел од поранешната Југословенска федерација, каде имаше висок степен на самоуправа, скоро еднаков со 6 федерални републики. Населението е со доминантно албанско потекло. Тамошните албанци во Југославија бараа Косово да добие статус на република во рамките на Југословенската федерација. Оваа област, по распаѓањето на заедничката држава, остана во рамките на Србија, која пак беше дел од Сојузна република Југославија. Албанското население наместо република започна да бара независна држава. Во 1998 година започна бунт на ОВК против власта на СР Југославија, кој доведе до интервенција на НАТО во 1999 година
и напуштање на Косово од страна на југословенските воени и полициски сили. Во 2008 година Косово прогласи независност која е призната од голем број држави во светот, но се уште не може да влезе во позначајните меѓународни институции заради блокада од страна на Србија која Косово го смета како дел од својата територија. Како и да е, новата косовска држава има своји државни символи. Треба да се напомене дека косовските албанци за време на поранешната Југословенска федерација имаа свој символ, а тоа беше модифицираното албанско државно и национално знаме. Заради политичката потреба, новата косовска држава мораше да најде символи кои нема да представуваат поистоветување на Косово со Република Албанија. Затоа, на 17 февруари 2008 година, денот кога Косово беше прогласено за независна држава, беа усвоени и новите символи на независно Косово. Грбот на Република Косово е син триаголен штит, чии рабови се со златно-жолта боја. На средината на штитот се наоѓа картата на Косово, а над неа има 6 бели звезди петокраки кои ги представуваат тамошните етнички заедници. Знамето на новата држава беше усвоено истовремено кога беше усвоен и грбот. Косовското знаме е со сина боја на средината и картата на Косово, а над неа, како и на грбот, се 6 звезди петокраки. Треба да се напомене дека од 2007 година се водела дискусија како требале да изгледаат државните символи на Косово. Употребата на косовските државни символи често е оспорувано од страна на Србија и на меѓународните собири. На Косово масовно се употребува знамето на Република Албанија од страна на тамошните албанци, кои ова знаме го сметаат и за свое. Во општините и деловите на Косово, каде има мнозинско српско население, символите на новата држава не се истакнуваат, туку само символите на Србија. На Балканот, во периодот од 1980 година до 1941 година, како и од 1945 до 1991 година, постоеше државата Југославија. Првата во периодот, помеѓу двете светски војни, беше монархија, првично со име Кралство на србите, хрватите и словенците. Втората Југославија беше федеративна република, составена од 6 републики и 2 автономни покрајни, кои беа во рамките на Србија. Двете југословенски држави имаа своји символи, секако различни, посебно кога е во прашање грбот. На 1 декември 1980 година во Белград било прогласено создавањето на Кралството на србите, хрватите и словенците. Како што првично се нарекувала оваа држава, подоцна позната како Југославија, таков бил и изгледот на нејзиниот грб. Треба сепак да се забележи доминација на елементи од грбот на Кралството Србија во символ на новата држава. Во членот 2 од Видовденскиот устав од 28 јуни 1921 година е опишан грбот на државата. Грбот на кралството е двоглав бел орел во полет на црвен штит. На врвот на двете глави на белиот орел стои кралска круна. На градите на орелот има штит на кој се српскиот грб, бел крст на црвен штит со по едно огнило во секој агол, хрватскиот штит со 25 полиња црвени и сребрени наизменични, словенечки на синиот штит има 3 златни шестокраки звезди по кои има бел полумесец. Грбот останал во употреба се до 1941 година, односно до распаѓањето на кралството. Грбот претрпел една мала промена во делот кој го символизирал словенечкиот народ. Државата била создадена како држава на 3 народи. За останатите, како македонците, црногорците и другите, немало место во символите на државата која не ги признавала како посебни народи. Знамето на оваа држава била тробојка со следниот редослед: сино, бело и црвена. Боите на тробојката ги содржале боите на пансловенството, а ги имала и во 3 народни знамења на србите, хрватите и словенците.
Распадот на кралството за времето на Втората светска војна и создавањето на социјалистичката Југословенска федеративна заедница довела и до промена на државните символи. Знамето на Југословенската федерација претрпело мала измена во однос на она на кралството. Тробојката била задржана по истиот редослед, со тоа што на средината била додадена црвена ѕвезда петокрака. Грбот претрпел целосна промена. Ниту еден дел од кралскиот грб не бил задржан. Уште на второто заседание на Авној на 29 ноември 1943 година, кога настана Втора Југославија, бил направен новиот грб на државата, која полека се создавала. Грбот настанал како заедничка работа на Ѓорѓе Андреевиќ Кун и Антун Агустинчич. Со уставот на ФНРЈ од 1946 година, грбот бил опишан како грб со поле обкружено со житно класје, кое доле е поврзано со сина трака на која е напишан датумот 29 ноември 1943 година. На врвот помеѓу класјата се наоѓала црвената ѕвезда петокрака, додека во средината имало 5 косо поставени факели, чии огнови се спојувале во еден. Подоцна, со уставот од 1963 година, бил додаден уште еден факел. Овој грб останал во употреба се до распаѓањето на Федеративната Југословенска држава во 1991 година. Символите на современата турска држава настанале по нејзиното создавање во 1923 година, кога всушност била создадена и современата турска нација. Кога се говори за символите на Република Турција, неодминливо е влијанието на османлиската држава, која мора да се има предвид дека пред се била империја, но не и национална држава на турците, кои секако доминираа помеѓу муслиманското население. Османлиската држава, според проучувачите, своите символи официјално ги добила во време на Танзиматот, во време на Абдул Меджид, а грбот своето конечно решение го добил во време на султанот Абдул Хамид II. Османлиската империја пропаднала по поразот во Првата светска војна. Територијата на денешна Република Турција била окупирана од победничките сили. Соседното Грчко кралство имало аспирации кон Анадолија. Турците, предводени од Мустафа Кемал, подоцна наречен Ататурк, започнале војна за независност, која успешно завршила. Мустафа Кемал прогласил република, го укинал султанатот и калифатот. По прогласувањето на републиката во оптек било модифицирано знаме на Османлиската империја, кое било со црвена боја, на која биле аплицирани бела полумесечина и бела ѕвезда. Конечно, во 1936 година бил донесен закон со кој се усвојува знамето на Турската република, кое се користи и денес. Може да се забележи дека полумесечината и ѕвездата се помали во однос на оние од османлиското знаме. Кога е во прашање грбот, официјално Турција нема грб, а како замена се користат символи кои произлегуваат од турското државно знаме. Таков е случајот со символите, на пример, на турските амбасади низ светот. Треба да се забележи дека полумесечината и ѕвездата на турското знаме се поврзани со исламот, религијата на турците, но некои проучувачи забележале дека и во предисламскиот период разни турски народи користеле како символи и месечина и ѕвезди. Како резултат на народно-ослободителната и антифашистичката војна на македонскиот народ, на 2 август 1944 година се поставени темелите на македонската држава, која што всушност станала дел, односно една од конститутивните единици во Југословенската република. Најбрзо потоа започнала изградбата на државните институции на првата македонска држава, од која што произлегува и современата македонска држава. Меѓу другото, тоа подразбирало и носење на акти и утврдување на основните државни символи, во случајот утврдување на државен грб и државно знаме на Република Македонија, односно на тогашна Народна Република Македонија. Во тој контекст
Во 1946 година, Собранието на Република Македонија донело закон за грб на Народна Република Македонија, при што треба да потенцираме дека овој концепт на грб на Народна Република Македонија всушност е во духот на она што тогаш било општа тенденција на грбовите во сите социјалистички земји и под влијание на промовираниот концепт од Советскиот сојуз, а тоа всушност длабоко отстапува од хералдичките правила и норми при утврдување на државни грбови. Во членот 1 од овој закон е даден опис на грбот. Грбот на Народна Република Македонија е поле обкружено со житно класје испреплетено со плодови афион и листови тутун, кои на долната страна се поврзани со народни мотиви. На лентата пишува НР Македонија. Меѓу врвовите на класието се наоѓаат звезда петокрака. Во средината на полето се отцртува планина, во чие подножје тече река. Зад планината изгрева сонце. Автор на државниот грб на Македонија се смета дека е Ѓорѓе Ивановиќ Кун, кому што впрочем му се припишуваат и авторствата на останатите грбови на републиките во составот на Југославија. Во еден од броевите на Нова Македонија дадено е објаснување што значи грбот. Меѓу другото, било нагласено дека реката е Вардар, планината е Пирин, а тоа представува желба за национално обединување. Во првиот устав на Народна Република Македонија е дефиниран грбот. Тој е ист со една разлика. На лентата не се спомнува НР Македонија. Овој грб останал во употреба се до 2009 година. Државниот грб на Македонија е базиран на пейсажна основа. Всушност, тоа е влијание на Советскиот сојуз и донесениот државен грб на Советскиот сојуз, како и потоа грбовите на републиките кои што го сочинуваат Советскиот сојуз, каде што преовладува на пейсажна основа. Тој принцип води кон целосно напуштање на хералдичките правила. Потоа, по завршувањето на Втората светска војна, истиот овој пейсажен принцип е проширен и во целиот така наречен Источен блок, вклучително и Југославија, а во тој контекст и Македонија. Се работи за целосно напуштање на хералдичките правила и норми и воведување на една квази хералдика. Но во некои држави од Источниот блок сепак во одредени делови на грбовната композиција се зачувани историските елементи и традиции кои што ги имаат како хералдички основи овие држави. Во рамките на Југославија, ваквите исклучоци се забележуваат во грбовите на Србија и во грбовите на Хрватска. Имено, кај нив и покрај овој пейсажен принцип или пейсажна основа, во средишниот дел се наоѓа штит на кој што во првиот случај кај Србија се наоѓаат оние традиционални оцила, додека во грбот на Хрватска се наоѓа на штит представа на шаховницата. Кај другите републики, Словенија, Босна, Црна Гора и Македонија, воопшто не се водило сметка за континуитет на оној историски принцип кој што го имаат овие земји. На тој начин, во Македонија воопшто не е испочитуван традиционалниот лав како амблем на земскиот грб на Македонија. По распаѓањето на СФР Југославија и создавањето на независната македонска држава, било логично што се појавиле идеи за промена на државниот грб на независна Република Македонија. Владата формирала една комисија за утврдување на грб и знаме на Република Македонија. Во неа биле вклучени познати научници и експерти. Бил распишан конкурс за нов грб. На распишаниот конкурс за идејни решенија за новиот државен грб на Македонија пристигнале околу 3000 предлози и идејни решенија, при што најголемиот дел од нив всушност се инспирирани од книгата на академик Александар Матковски, кој што носи наслов Грбовите на Македонија, и при тоа во нив доминира секој жолтиот лав на црвена основа. Интересно е да напоменеме дека Матковски всушност бил и еден од членовите на комисијата, меѓутоа во текот на расправата по овие предлози тој починал, но претходно оставил аманет дека за грб на Република Македонија треба да биде избран жолт лав со црвена основа. Меѓутоа,
поради политичките околности и необезбедувањето на парламентарно мнозинство, овие идеи всушност останале без практична реализација, всушност не била покрената ниту никаква иницијатива во парламентот на Република Македонија. Нешто подосна, следните години се појавуваат повеќе предлози за државни грбови на Република Македонија, од кои што некои се иницирани од приватни лица, а други пак доаѓале од политичките партии. Така во 1992 година имало предлог Звездата од Кутлеш со додаток на стилизирана буква М и брановидни линии на основата да биде нов државен грб, но заради политички причини овој предлог не бил прифатен. Исто така имало предлози и од политичките партии, но и од архитектот Мирослав Грчев, кој изработил еден предлог за грб на кој бил златниот лав. Подоцна истиот изработил и варијанти на грб со сонцето, но сите овие предлози не добиле поддршка за усвојување. Во кабинетот на Тито Петковски го затекнав професор доктор Мирослав Грчев, кој ми го презентираше предлог грбот, триаголен црвен штит, на кој што е аплициран златно-жолт двоопаш лав на црвена основа кренат на задните нозе со двокрака опашка свртен над десно. Единствено што побарав пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го потпишат предлог законот за грбот, што беше потврдено и од нивна страна. Ја започна процедурата, утврдив предлог за донесување на закон за грбот со предлог на закон. Предлогот на законот го потпиша пратениците и од ВМРО ДПМН и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и независните пратеници, освен пратениците од пратеничката група на ПДП. За жал, расправата почна, но никогаш не заврши. Поради анимозитет меѓу двете пратенички групи, по многу други прашања, до крајот на првиот парламентарен состав собранието не го донесе законот за грбот на Република Македонија со апликација на земскиот грб на Македонија. Сепак, во 2009 година е направена една мала измена на државниот грб. На 16 ноември 2009 година, со законот за грб на Република Македонија, од постојниот грб се отстранува звездата петокрака, а на нејзино место се споиле житните класија. Поголем обид за промена на стариот грб на Република Македонија беше направен кон крајот на 2014 година. По предавањето одржано во ноември 2013 година во Музеот на град Скопје и неколкуте интервјуа, владата се заинтересира за предлогот. Во мај 2014 година бев повикан од владата да ги презентира можностите за конечното решавање на прашањето за грб на Република Македонија. Во периодот што следеше се изработи конкретно графичко решение. Грбот од Жером Дебара од 1581 година со мали интервенции на главата и торзото. Овој грб со црвен лав без круна, со единечна опашка се разликува по 3 хералдички основи и од грбот на ВМРО ДПМН и од грбот на Република Бугарија. На штитот е додадена круна со 5 кули во согласно со македонскиот територијално-хералдички систем, каде според хиерархијата на територијалните единици за град се предвидени 3 кули, за главен град 4 и за државата 5 кули. На 5 декември 2014 година владата на Република Македонија усвои предлог за хералдички грб на Република Македонија. Грбот е базиран на традицијата на грбови поврзани со Македонија, почнувајќи од илустрациите од 15-тиот и 16-тиот век, а особено со земскиот грб во стематографиите на Витезовиќ од 1694 и Жефаровиќ од 1741 година. Во образложението за потребата од промена на државниот грб се истакнува дека Република Македонија има грб кој е дизајниран според грбот на поранешниот Советски сојуз, од кој произлегле и грбовите на поранешните социјалистички држави. Описот на предложениот грб гласи: на златно-жолто поле, разгневен црвен лав. Штитот е крунисан со златно-жолта градобранска круна со 5 кули, поставена на златна диадема, украсена со рубини и бисери од Македонија. Интересно е да се напомене дека лавот како државен грб или дел од државните грбови може да го забележиме во некои грбови на балканските држави. Таков е случајот со грбот на Република Бугарија. Лавот е еден дел од грбот и на Република Црна Гора, а интересно е дека и трите лави глави на сино основа
како грб на Далмација е дел од грбот на Република Хрватска. Исто така интересно да се напомене дека многу европски држави го имаат лавот како свој грб. Грб на Република Финска. Може да го сретнем исто така и како грб на Кралството Шведска, на Кралството Норвешка, на Кралството Холандија, на Кралството Белгија, на Војводството Луксембург. Исто така лавот може да го сретнеме како дел од грбот на Кралството Шпанија. Исто така и лавот го забележуваме и на грбот на Обединетото кралство, Велика Британија и Северна Ирска. Многу европски држави врз база на собствената традиција, врз база на историјата, го користат лавот како свој државен грб или пак како дел од својот државен грб, без разлика дали уредувањето на државата е републиканско или таа е монархија. По објавувањето на предлогот за усвојување на нов грб на Република Македонија, беа организирани дебати на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за национална историја и на Институтот за духовно и културно наследство на албанците. Земскиот грб со представа на лав на Македонија, мислам дека е историски основана и документално потврдена. Тезите за влечење паралели на идентичност меѓу понудениот дизајн со бугарскиот државен грб или со партиите со презнак ВМРО беа отфрлени како апсолутно неосновани. Стана збор за грб кој што е дел од историјата, значи кој што е дел од стематографијата на Жефарович, каде што сите балкански народи ги земале своите грбови. Бидејќи ние последни, после долги години, стигнавме до времето да го побараме символот за нашата држава, го побаравме во стематографиите на Жефарович. Грбот е добар, како лав, како основа, ама врз таа основа мора да се тоа значи сите историски образложенија кои се поврзани со македонскиот идентитет, еве сега гледаме и со македонското име и тото, ние мора тоа да се го браниме. И тоа ќе го одбраниме и преку гербот. Црвениот лав на жолта основа е македонски грб што се појавил уште во 16-тиот век. Постои во грбовниците и го користеле во станиците како амблем на знаме, велат историчарите. Според нив Македонија остана меѓу последните со државен грб што хералдички не е издржан. Сегашниот предлог на Сдруженијето на хералдичари е единствен. Историчарите се едногласни. Новиот изглед на македонскиот грб ги содржи сите хералдички елементи, за сметка на сегашното решение, кој не го има тоа. Во новиот предлог црвен лав на златна основа за државен грб на Македонија нема ништо спорно за историчарите од соседните земји, Албанија и Косово. Според нив, мотивот на лавот е дел и од албанската традиција. Лавот се појавува на неколку албански семејни грбови во 12-тиот и 13-тиот век, вели албанологот и професор од Албанија Плумб Джуфи на денешната трибина организирана од Државниот факултет во Тедово. Мотивот на лавот кој што го наоѓаме кај овие двајца дукови од 13 и 12 век го среќаваме и кај Скендербег во времето кога неговата држава веќе беше консолидирана. Значи Скендербег во знакот на двоглавиот орел што беше символ на неговото семејство го додаде и лавот и една звезда. Лавот како символ го имале сите кнежевства на Балканот. На трибината беше посочено дека ниту Албанија не била одмината од овој символ. Професорот по римско право на Државниот универзитет во Тетово, Башким Селмани, рече дека лавот ги представувал победниците во битките уште од времето на Римската империја. Не може да им смета ни на албанците, ни на македонците, бидејќи тоа е лав, тоа е символика на лав, лавот е во движење. Македонија е мултикултурна и мултиетничка заедница, па мислам дека со дебатите и да рече и јавноста и опште и научната јавност ќе се најде некој адекватно решение. Ваквата одлука била донесена на владината седница со заедничко мислење од страна на министрите од ВМРО ДПМН, поддржано и од министрите од Демократската унија за интеграција. За усвојување на овој грб беше потребно и Бадинтерово мнозинство, кое беше обезбедено со согласноста на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Но еден дел од пратениците на ДУИ искажаа дека нема да го поддржат предлогот.
Со тоа практично се изгуби и потребното бадинтерово мнозинство и предлогот не влезе во собраниска процедура. Овој период коинцидира со започнување на големата политичка криза во Македонија, со што прашањето за грбот веќе не беше приоритетно. Освен грбот, символ на македонската држава е и знамето на Македонија. Прво на НР Македонија, СР Македонија и Република Македонија. Првото знаме на современата македонска држава за прв пат се утврдува во Уставот на Народна Република Македонија од 31 декември 1946 година. Во овој устав, во членот 4, стоело дека знамето на Народна Република Македонија е црвено со петокрака звезда, која има златен жолт рап. Односот на широчината и должината на знамето била 1:2. Во овој член не било наведено каде требала да стои звездата петокрака, а тоа е поправено со Уставот на СР Македонија од 25 февруари 1974 година. Во членот 9 од Уставот било напишано: знамето на Социјалистичка Република Македонија е црвено со петокрака звезда. Звездата е црвена со златен, жолт рап и има правилен петокрак облик. Односот на широчината и должината на знамето е 1:2. Кога ќе се подели знамето на 4 правоаголници, тогаш средишната точка на звездата се поклопува со точката во која се сечат диагоналите на горниот правоаголник, што е до прицврстениот дел на знамето. Горниот крак на звездата е насочен спрема горната линија од должината на знамето, а долните краци се насочени спрема долната линија од должината на знамето. Полупречникот на звездата е еднаков со 1/6 од широчината на знамето. Црвеното знаме со звезда петокрака од 1946 година било државно знаме на прво Народна, а потоа на Социјалистичка Република Македонија. Ова знаме било во службена употреба се до 1992 година. По прогласувањето на независноста на Република Македонија на 8 септември 1991 година се наметнала потреба од ново државно знаме на кое нема да бидат присутни идеолошките символи. На 11 јули 1992 година било утврдено првото знаме на Република Македонија, а тоа било црвено знаме со златно 16 крако сонце од кутлеш. Предлогот на Тодор Петров бил прифатен од собранието. Така, независна Македонија го доби своето знаме. Со претходна медијација меѓу пратеничките групи, кои изразија безрезервна подршка на 6 август 1992 година, Собранието за символ на знамето на Република Македонија го утврди 16-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа. Знамето на Република Македонија е црвено со златно-жолто сонце, имено сонцето е со 8 основни и 8 споредни сончеви зраци, благо здебелени во првата половина, наизменечно и симетрично поредени околу сончевиот диск. Основните сончеви зраци непосредно се определуваат од сончевиот диск, а крајната надворешна должина на сите 16 сончеви зраци се поклопува со надворешната периферија на сонцето. Но политиката ги вмеша в прстите. Грчката држава, сметајќи дека овој символ е дел од нејзиното културно и историско наследство, ја оспори меѓународната употреба на ова знаме. Па така, при приемот на Република Македонија во Обединетите нации, по привремената референца не беше истакнато македонското државно знаме. Македонско-грчката времена согласност беше случена на 13 септември 1995 година. Подписници беа министрите за надворешни работи на Македонија и Грција, Стево Црвенковски и Каролос Папулис, подоцна председател на Република Грција. Парламентарната опозиција, ВМРО ДПМН, Демократската партија, заедно со поголем број на невладини организации, Светскиот македонски конгрес, Сојузот на македонците со исламска религија, Сдруженијето на македонците и гејски дел на Македонија, организира голем број на протести, заради тоа што времената македонско-грчка согласност утврди измена на името и знамето на Република Македонија. Одржавме протести во Скопје, во Прилеп, во Охрид, беа најавени во Кичево и Скопје. Меѓутоа,
атентатот на председателот Киро Глигоров на 3 октомври 1995 година ги прекина сите активности на парламентарната опозиција и во неизвестност дали ќе го преживе атентатот Киро Глигоров во државната болница, председателот на собранието Стојан Андов свика собраниска седница и на 5 октомври, веднаш 2 дена после атентатот, собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија, со што 16 зрачното златно-жолто сонце на црвена основа беше заменето со друга апликација на 8 зрачно сонце изработено од професор доктор Мирослав Грчев. Парламентарната опозиција, според договорот да не протестира, имајќи го предвид атентатот врз председателот, практично не одржа ниту една демонстрација против ваквата одлука на пратениците на Собранието на Република Македонија. Се разбира, тогаш мнозинство, парламентарно мнозинство, беа пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и на ПДП. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Дали некој се воздржува од гласање? 4 пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. Како резултат на склучувањето на привремената спогодба помеѓу Република Македонија и Грција, нашата држава го смени знамето. Со законот за знамето на Република Македонија од 5 октомври 1995 година е утврдено изгледот на новото државно знаме. Во членот 2 од овој закон е опишан изгледот на знамето. Знамето на Република Македонија е црвено со златно-жолто сонце. Сонцето е со 8 сончеви зраци, кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по диагонала, хоризонтала и вертикала. Диаметарот на сончевиот диск е 1/7 од должината на знамето. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат диагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е 1:2. За автор на знамето се смета архитектот Мирослав Грчев, но во последен момент биле направени одредени измени од неговиот оригинален предлог. Како и да е, и покрај реакциите на јавноста, ова знаме стана државно. Тоа беше истакнато пред Обединетите нации и другите меѓународни институции во кои членува Република Македонија. Денешната химна на Република Македонија има своја традиција која влече корени од времето на народно-ослободителната борба во текот на Втората светска војна, која доведе до формирање на македонска држава. Таа борба била резултат на илинденската традиција. За прв пат, песната "Денес над Македонија се раѓа" била испеана за време на пречекот на новата 1942 година во Струга, во куќата на Сотир Шута. Владо Мале рече сега да испее рече "Денес над Македонија се раѓа злато сонце на слободата" и рече сите сега да испееме песмата. Испеавме песмата "Денес над Македонија", злато сонце се раѓа над Македонија. Авторот на текстот бил познатиот македонски интелектуалец Владо Малески. Тој изјавил дека текстот го напишал под влијание на настаните кои се случиле во Македонија во втората половина на 1941 година, односно по започнувањето на ослободителната борба, поточно по акциите во Прилеп и Куманово во октомври истата година. По ослободувањето и создавањето на современата македонска држава, оваа песна станала химна на социјалистичка Македонија. Таа во тоа време била изведувана заедно со југословенската химна. Треба да се забележи дека Македонија била една од ретките федерални единици на социјалистичка Југославија, која имала своја химна како символ на државноста. Аранжманот на химната бил направен од страна на познатиот и светски признат македонски композитор Тодор Скаловски. Постојат неколку различни текстови за химната, а конечниот бил прифатен на 11 август 1992 година, кога оваа песна станала и официјална химна на независна Република Македонија.
Во текстот може да забележиме дека во химната е присутна илинденската традиција, односно, таму е кажано кој бил заслужен за создавањето на македонската држава. Самиот факт што оваа песна била химна и на социјалистичка Македонија, што беше дел од Југословенската федерација, а и на независна Македонија, укажува кон еден државен континуитет.